И премиерот Мицкоски и лидерот на СДСМ Филипче изразуваат подготвеност за избори, но никој од нив конкретно не открива кога тие би се одржале. Дали ќе се оди на предвремени или ќе се чекаат редовните за 2 години. Мицкоски изминатиот период неколку пати спомена избори набргу и не ја исклучи наредната година како опција. Филипче пак денеска го представи фронтот за вистина и правда, составен од 4 столба, кој кажа дека ќе биде дел од изборната програма на СДСМ, а обединува опозицијски партии, граѓански организации, интелектуалци, активисти и млади околу европските вредности и борбата против корупцијата. Кој се е дел од тој фронт, вели ќе објавуваат во фази. Според него, избори треба да има што поскоро, но уверен е дека кога и тие да се случат, тој ќе биде новиот премиер. Пред изборите ќе ги објавиме и сите детали за програмата, а денеска ќе се осврнам на клучниот столб на која оваа програма се темели, а тоа е закон за нулта толеранција на корупција и целосна дигитална транспарентност. И тоа е првиот закон кој што ја како премиер на новата влада после изборите ќе го потпишам во интерес на сите граѓани и во интерес на едината на земјата. Ова ќе го направиме веднаш после следните парламентарни избори. А граѓаните се освестија, знаат дека се излажени и дека воопшто ништо оваа власт не прави за нивно добро. Законот за нулта толеранција за корупција, објасни Филипче, предвидува проширување на соработката со Европското јавно обвинителство, формирање независна национална антикорупцијска дирекција по романски модел, целосна дигитализација на тендерите и јавните услуги, силна заштита за свиркачите и регистар на црни листи. Лидерот на СДСМ упати и критики за лошата економска состојба во државата, на која според него и се заканува финансиски крах. Состојбата во буџетот е алармантна, нема пари за повисоки плати и мерки за граѓаните, а власта според него неконтролирано се задолжува. За прв пат државата не добива толку пари колку што побарала од банките. Побарале 300 милиони евра, а добиле само 260. Сето тоа укажува дека оваа власт катастрофално ја води државата и назни престои финансиски крах. И ова е само еден дел од лошите економски политики. Вкупните долгови се зголемени од 24 година до сега за нови 2 милиарди евра. Според Филипче, дефицитот и инфлацијата во државата растат. Огромна е разликата на приходната и расходната страна, додека странските инвестиции се намалуваат.